Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Или Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, мој соговорник е професор доктор Виктор Камиловски, хирург-травматолог во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Професор Камиловски, добар ден и ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата Здравје. благодарам, добар ден на вас лично, Александар, и на вашите слушатели. И мислам дека ќе имаат можност да слушнат доста добри работи. Така намерно не најавив јас на почетокот зашто ќе зборувам, бидејќи со вас секогаш има доста теми за разговор, многу прашања, но секако вие сте и многу одговори. Сте познат хирург, травматолог во Македонија, но и пошироко. Она што најмногу загрижува е состојбата со сообраќајните несреќи според статистиката. Во првите 6 месеци годинава има 100 жртви, околу 100 жртви во сообраќајни несреќи и илјадници повредени. Каква е состојбата кај вас во клиниката за хируршки болести? Вие лично работите, интервенирате, ги санирате последиците од овие катастрофални несреќи? Да. Значи, за жал, бројките во црната статистика кажуваат дека од година на година бројот на травма жртвите, пациентите кои се повредени во сообраќајните незгоди се зголемо. Јас ќе искористам оваа можност на вашите слушатели да им кажам едни доста фрапантни бројки, кои што секој возрастен, разумен човек сигурно ќе допрат до неговиот разум. Не се грешка, значи 1,2, односно 1,2 човечки животи згаснуваат во текот на една година долж светските патишта. Не светски патишта дека се тие убаво направени, туку сите патишта во светот. Так. И Република Македонија значи има сообраќајна циркулација, сообраќајни патишта, така да и кај нас се случуваат за жал таквите сообраќајни незгоди кои што завршуваат со смртен крај. Од тие 1.200.000, значи што умираат, ќе ви кажам дека некаде околу 20 до 50 милиони на годишно ниво во цел свет се здобиваат со нефатални повреди, односно повреди скршеници, набиеници, благодарение на напредокот на медицината остануваат во живот и така натаму. Но она што вашите слушатели ќе ги фрапира, ќе се изненадат естествено, дека ние зборуваме сега во овој момент. Секоја 6 секунда не е грешка, по еден човечки живот згаснува. Секој час во текот на едно деноноќе умираат некаде околу 145 пациенти. Директно што се повредени во сообраќајните незгоди. Тоа се званични податоци од Светската здравствена организација. Навистина фрапантна бројка, Александар, и уште пофрапантна е, значи за едно деноноќе умираат некаде околу 3400 луѓе. Така. Кои се најчестите повреди, професоре? Ќе ви кажам најчестите повреди, но да довршам мислата. Од тие 3400 луѓе, значи мажи, жени, деца, тргнуваат со бајле на работа и тие никош нема се вратат во своите домови. За жал, значи нешто што навистина сите компетентни фактори, не само здравството, туку и сите други институции, не само на ниво на Република Македонија, туку мултисекторска област. Мултисекторска, мултифакторијална е причината. Ќе позборуваме за причините и за кои типови и кои видови на повреди се здобиваат. Веќе кога сме кај жртвите, кај повредените, да го надополните одговорот околу повредите, вие во пракса на што најчесто наидувате кога ќе се случи сообраќајна несреќа и кога ќе дојдат пациентите кај вас на клиниката? Значи, само да завршам мислата, од овие 3400, значи 500 деца умираат, загинуваат, тие се најранливата вулнерабилна категорија. Во клиниката јас кај што работам, значи најчеста
патологија, значи се траума на локомоторниот апарат од нефаталните повреди, а додека од фаталните повреди кои што се здружени и се работи за мултитравматизирани пациенти, мултитраума, тоа се краниоцеребралните повреди, значи крварење во мозокот, нагмечување во мозокот, на рабетниот мозок, понатамо контузии на белите дробови, интраабдоминални повреди, значи на слезинката, на цревот. Лесно може да бидат фатални. Сите овие скорови, значи една по една го качуваат скорот на скалата, каде што во зависност од возраста, од начинот на лекување, од колку време е поминато од незгодата до самиот траума центар, да, и така натаму. Сега вака. Македонија е членка на една престижна организација која се нарекува Светска здравствена организација. Милениумските цели, една прилика разговаравме и службено и приватно со вас, милениумските цели на Светската здравствена организација до 2050 година е зачувување и напредување на здравјето на луѓето. Тоа и го прави Република Македонија, односно ресорното министерство за здравство и владата. Македонија не смее да си го дозволи тој луксус да биде надвор од овие милениумски цели, односно да биде надвор од оваа престижна здравствена организација. Што конкретно прави ресорното министерство? Ние што сме зависни како да ги имплементирате, директните учесници што работиме во траума центрите, без што не можеме. Набавка на опрема. Значи, можам слободно да кажам, во последниве година-две е набавена најсофистицирана опрема која што ни овозможува на пациентите и да ги диагностицираме и да ги третираме, односно да ги оперираме. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.